Вежба 3. Вежба за самолюбов преку селфи. Самоприфаќањето е клучен дел од менталното здравје. Во оваа вежба ќе користите селфи фотографии како медиум за да ги истражите и прифатите вашите емоции. Со снимање на различни емоционални состојби и со гледање на овие слики без осудување, можете да развиете посочувствителен и поприфатлив став за себе си и цел. Примарната цел на оваа вежба е да ве поттикне да се гледате себе си низ призмата на љубезноста и љубопитноста, наместо низ призмата на осудување или самокритика. Оваа практика може да помогне во подобрување на вашата самодоверба и емоционална свесност. Фотопотрага, серии од селфи, подготовка. За да ја започнете оваа вежба, ќе ви треба смартфон или камера и приватен, удобен простор за фотографирање. Дополнително, можете да користите апликација за уредување фотографии доколку сакате креативно да ги подобрите или измените вашите слики. Овековечување на емоции. Во текот на неколку денови или недели, вашата задача е да правите селфи фотографии што ќе доловат различни емоции. Тие можат да вклучуваат среќа, тага, гнев, возбуда, смиреност и сите други чувства што ќе ги доживеете. Правете ги селфи фотографиите во различни средини и ситуации за да доловите автентични изрази. Процесот треба да биде спонтан и искрен. Фотографирајте се кога природно чувствувате одредена емоција. Например, направете селфи кога се смеете со пријатели, кога сте фрустрирани по тежок предизвик или кога уживате во мирен момент во природа, гледање без осудување, откако ќе завршите серијата селфи фотографии. Одвојте време за да ги разгледате вашите фотографии без осудување. Целта е да ги гледате овие слики како уметнички дела во музеј. Ценејќи ја нивната уникатност и емотивниот израз, фокусирајте се на автентичноста на вашите емоции и на убавината во вашите искрени изрази. Овој чекор е клучен за развивање самосочувствителност. Преку наблюдување на вашите селфи фотографии без критика, можете да ја процените вашата емотивна разновидност и да разберете дека сите чувства се важни. Обидете се да препознаете дека емоциите се природен дел од човечкото постоење и дека има убавина во ранливоста и автентичноста. Поможност, уредување фотографии. Ако сакате, користете апликации за уредување за да ги подобрите или креативно измените вашите селфи фотографии. Овој чекор додава уметнички жар и ви помага да ги гледате вашите емоции од различни перспективи. Со алатките за уредување можете да играте со боите, осветлувањето и филтрите, за да ги нагласите различните аспекти од вашите емотивни состојби. Примери, фотографија направена за време на среќен момент може да биде осветлена и заситена за да ја нагласи радоста. Фотографија од тажен момент може да се претвори во сиви тонови, grayscale, за да го одрази замислениот тон. Овој креативен процес може да биде терапевтски, дозволувајќи ви да размислите и да ги истражите вашите емоции на нов начин. Краток водич за игра со емоционалните резултати преку едитирање. Боите играат витална улога во влијанието врз расположението и емоцијата на една фотографија. Еве како можете да ги користите боите за да го промените емотивниот израз. Топли бои, црвена, портокалова, жолта, создаваат чувства на топлина, среќа и удобност. Одлични се за креирање пријатна атмосфера. Ладни бои, сина, зелена, виолетова, пренесуваат смиреност, спокој и понекогаш тага. Идеални за создавање мирна или рефлексивна атмосфера. Десатурација. Намалување на заситеноста создава пригушено, меланхолично чувство, нагласувајќи носталгија или замисленост. Црнобело. Претворање на фотографијата во црнобела техника додава временска безвременост, драматичност и понекогаш тажен тон. Осветлувањето драстично го менува расположението на фотографијата. Еве како разни техники на осветлување влијаат врз емотивниот израз. Осветлување, светло и рамномерно осветлување пренесува чувство на отвореност, радост и позитивност. Често се користи за весели и живописни сцени. Слабо осветлување сенки создава атмосфера на мистерија, напнатост или интимност. Совршено е за драматични или детални фотографии. Позадинско осветлување може да создаде ефект на ореол, давајќи му на субјектот сонлив, етеричен квалитет. Осветлување од страна додава длабочина и текстура, нагласувајќи ги контурите на субјектот. Може да се користи за создавање чувство на драма и интензитет. Филтрите се брз и ефикасен начин за промена на емоционалниот тон на фотографијата. Повеќето апликации за уредување фотографии нудат голем избор на филтри. Еве како различни типови филтри можат да ја променат атмосферата на фотографијата. Винтидж, старински филтри.
Овие филтри можат да додадат носталгичен, безвременски тон на фотографијата. Филтри со висок контраст го зголемуваат драматичниот ефект, правејќи ја фотографијата поинтензивна и живописна. Филтри со мек фокус создаваат сонлива, романтична атмосфера со омекнување на деталите и додавање нежен сјај. Монохроматски филтри. Користењето нијанси на една боја, како сепија, може да и даде на фотографијата ретро. Сентиментален изглед, пример, трансформација на фотографија, оригинална фотографија. Замислете фотографија на личност во градина за време на зајди сонце, со природно, топло осветлување, еден, светла, весела атмосфера, боја. Засилете ги топлите тонови, портокалова и жолта, за да го истакнете сјајот на зајди сонцето, осветлување. Зголемете ја светлината и малку истакнете ги осветлените делови за сцената да изгледа пожива. Филтер. Применете топол филтер, како клето или зајди сонце, достапен во многу апликации за уредување, за да ја нагласите живописноста. 2. Спокојна, рефлективна атмосфера, боја. Прилагодете ги боите кон поладни тонови, сино и зелено. За да предизвикате чувство на мир, осветлување. Намалете ја светлината и зголемете ги сенките за да додадете длабочина. Филтер. Користете филтер со поладен тон, како са аква или гшума, за да ја нагласите смирената атмосфера. 3. Драматична, интензивна атмосфера, боја. Намалете ја заситеноста на боите за да создадете понеутрален и драматичен изглед, осветлување. Зголемете го контрастот и намалете ја изложеноста за да ги нагласите сенките и осветлените делови. Филтер. Применете црнобел филтер со висок контраст за да ја истакнете драматичноста. 4. Носталгична, сентиментална атмосфера, боја. Користете сепијални тонови за да му дадете на фотографијата старински, винтидж изглед, осветлување. Додадете лесен винет ефект за да го насочите фокусот кон центарот. Филтер. Применете филтер како ц. Винтидж или ретро за да ја засилите носталгичната емоција. Практични чекори со апликација. Пример со Snapseed, Snapseed. 1. Отворете Snapseed, Snapseed и вчитате ја вашата фотографија. 2. Прилагодете ја бојата, оодете на уредување на сликата, Tune Image, и прилагодете ја топлината за да ги истакнете топлите или ладните тонови. Прилагодете ја заситеноста за да ја зголемите или намалите интензивноста на боите. 3. Прилагодете го осветлувањето, овок уредување на сликата, Tune Image, прилагодете ја светлината, контрастот. Осветлените делови и сенките за да го поставите посакуваното осветлување. 4. Применете филтри, отидете на филтри, filters и изберете опции како винтидж старинско, vintage, драма, дрема или црно и бело, black white, за да ја промените атмосферата на фотографијата. 5. Завршете и зачувајте, направете ги последни прилагодувања и зачувајте ја уредената фотографија. Упатства за вас, автентичност, бидете автентични во вашите селфи фотографии. Целта е да се доловат вистински емоции, а не да се исценираат или присилат изразите. Автентичноста е клучна за оваа вежба бидејќи ви овозможува да се поврзете со вашето вистинско јас и да ги разберете вашите искрени емоционални реакции, сочувство. Пристапете кон вашите селфи фотографии со сочувство и љубезност. Исто како што би пристапиле кон фотографијата на пријател. Самосочувството подразбира да се однесувате кон себе со истото разбирање и грижа кое што би им ги понудиле на блиските. Оваа пракса може да ви помогне да го прекинете циклусот на самокритика и да почнете да развивате понегувателен однос према себе. Приватност, бидете сигурни дека вашите селфи фотографии се само за лична употреба. Освен ако не одлучите да ги споделите. Приватноста и доверливоста се од суштинско значење за создавање безбеден простор за самоистражување. Чувствувајте се удобно знаејќи дека вашите слики и размислувања се само ваши и дека немате обврска да ги споделувате со други. Дневна рефлексија. За да ги максимизирате придобивките од оваа вежба, вклучете се во дневна рефлексија. Откако ќе направите селфи? Поминете неколку минути пишувајќи за емоциите што сте ги доловиле. Прашања за размислување кои може да ги вклучите се следниве: кои емоции ги чувствувате на ова селфи, кои настани или мисли доведоа до овие емоции, како се чувствувате кога ја гледате оваа фотографија. Што можете да научите од наблюдувањето на оваа емоција? Оваа дневна практика ви помага да ги обработите вашите емоции и да стекнете подлабоки увиди за вашите емоционални состојби. Таа ве поттикнува да бидете свесни за вашите чувства и да го разберете контекстот во кој тие се појавуваат. Неделна рефлексија, на крајот од секоја недела. Прегледајте ја серијата селфи фотографии и размислете за спектарот на емоции што сте ги доживеале. Прашања за неделна рефлексија кои може да ги вклучите се следниве:
Кој беше најчестиот израз на емоција што го доловивте оваа недела? Како се менуваа вашите емоции во текот на неделата, кои надворешни фактори влијаеа врз вашите емоционални состојби, како практикувањето самосочувство го промени вашиот поглед кон овие емоции? Неделната рефлексија ви овозможува да ги наблюдувате емоционалните трендови и да препознаете како различните фактори влијаат врз вашата благосостојба. Исто така ја зајакнува практиката на самосочувство. Дозволувајќи ви да ја видите вашата емоционална приказна како целина, придобивки од вежбата, зголемено самоприфаќање и сочувство, со редовно правење селфи фотографии што ги доловуваат вашите искрени емоции. Веројатно ќе развиете поприфатлив и посочувствителен однос према себес. Оваа вежба ве поттикнува да ги наблюдувате вашите емоционални изрази без осудување. Што може да ви помогне во намалувањето на самокритиката и создавање понегувателна врска према себе? Со текот на времето, гледајќи како вашето лице се менува со различни емоции, ќе сватите дека сите чувства се прифативи и дека е во ред да доживувате широк спектар на емоции. Ова прифаќање може да биде моќен чекор кон самодоверба и емоционална благосостојба, подобрена емоционална свесност и регулирање. Вежбата селфи љубов ви помага да станете посвесни за вашите емоционални состојби. Преку доловувањето и размислувањето за вашите емоции на дневно ниво, подобро ќе ги разберете предизвиците и контекстите што водат до различни чувства. Оваа зголемена емоционална свесност може да ја подобри вашата способност за регулирање на емоциите, олеснувајќи го справувањето со предизвикувачки ситуации и одржувањето на емоционална рамнотежа. Препознавањето и прифаќањето на вашите емоции може да доведе до поголема емоционална отпорност и постабилно расположение, подобрено самопочитување, гледајќи се себеси во различни емоционални состојби и учејќи да ги цените истите. Може значително да ја зајакнете вашата самодоверба. Кога пристапувате кон вашите селфи фотографии со љубезност и љубопитност, ќе почнете да ја гледате убавината на вашиот автентичен израз. Оваа практика може да помогне во борбата против негативниот самоговор и да поттикне по позитивна слика за себе. Како што се подобрува вашата самодоверба, можеби ќе забележите дека полесно се вклучувате во социјални активности, ги остварувате личните цели и ефективно се справувате со стресот, поттикнување на внимателност. Правењето селфи фотографии со цел да доловите вистински емоции поттикнува внимателност. Оваа практика ви помага да останете присутни во моментот и целосно да се поврзете со вашите чувства. Докажано е дека внимателноста го намалува стресот, ја подобрува концентрацијата и ја зголемува општата благосостојба. Бидете внимателни околу вашите емоции и начинот како тие се манифестираат во вашите изрази, и на тој начин развијте подлабоко разбирање за себе и за вашите емоционални потреби. Поврзување со другите, иако вежбата селфи љубов е првенствено насочена кон личен раст, споделувањето на вашето патување со доверливи пријатели или во поддржувачка заедница може да ги зајакне вашите врски со другите. Споделувањето на вашите емоции и размислувања може да поттикне емпатија и разбирање, создавајќи чувство на припадност и поддршка. Знаењето дека и другите се поврзуваат со вашите искуства може да ги намали чувствата на изолација и да ја подобри вашата социјална благосостојба. Креативен израз, уредувањето и креативното менување на вашите селфи фотографии може да биде терапевтски начин за самоизразување. Вклучувањето во креативни активности е поврзано со бројни придобивки за менталното здравје, вклучувајќи намалена анксиозност, зголемени позитивни емоции и подобрени вештини за решавање на проблеми. Преку креативно изразување со вашите селфи фотографии можете да истражувате различни аспекти на вашиот идентитет и емоции на безбеден и пријатен начин. Учиме да се сакаме себеси, вежбата селфи љубов ви помага да научите да се сакате себеси преку поттикнување на гледање на вашите емоции и изрази преку сочувство и љубопитност. Оваа практика може да го трансформира вашиот поглед кон себеси, префрлајќи се од критички кон поприфатлив и посакуван став. Еве како дневна потврда за вашата вредност, секое селфи што ќе го направите е потврда за вашата вредност и индивидуалност. Со документирање и ценење на вашите емоции, признавате дека секој дел од вас е важен. Оваа дневна потврда може да изгради силна основа за самодоверба и љубов кон себе, прифаќање на несовршеностите, редовното наблюдување на вашето лице и емоции без осудување ви помага да ги прифатите вашите несовршености. Ќе научите дека е во ред да имате лоши денови и дека вашата вредност не е дефинирана од вашето расположение или изглед.
Прифаќањето на вашите несовршености може да доведе до поголемо сочувство кон себе и пореалистичен, заљубен поглед кон себе си, прослава на вашата емоционална разновидност. Гледајќи се себе си во различни емоционални состојби може да ви помогне да ја прославите вашата емоционална разновидност. Ке почнете да го цените богатството на вашиот емоционален живот и ке разберете дека секое чувство игра улога во вашата целокупна благосостојба. Прославувањето на вашата емоционална разновидност може да ја зголеми вашата благодарност кон себе си и вашите искуства, опис на селфи и рефлексии. 1. Среќа, о фотографија, светла селфи фотографија со широка насмевка во сончев парк, о рефлексија. Оваа фотографија доловува момент на радост и задоволство. Размислете што ве направило среќни во тој момент и како можете да создадете повеќе вакви моменти во вашиот секојдневен живот. 2. Смиреност и размислување, о фотографија, селфи со замислен израз на лицето, седнати покрај прозорец со природна светлина, о рефлексија. Оваа фотографија представува момент на смиреност и самоанализирање. Размислете за мислите кои ви поминуваа низ умот и како можете да внесете повеќе вакви размислувачки моменти во вашата рутина. 3. Тага или размислување, о фотографија, селфи со благо намуртено лице, направено ноќе со пригушено осветлување, о рефлексија. Оваа фотографија доловува момент на тага или размислување. Размислете за причините за вашите чувства и како признавањето на овие емоции ви помага да ги разберете и обработите. 4. Радост и поврзаност, о фотографија, селфи со смеа во друштво на пријатели. Во жива атмосфера, о рефлексија, оваа фотографија го истакнува чувството на радост и поврзаност со пријателите. Размислете за важноста на социјалните врски во вашиот живот и како тие придонесуваат за вашата целокупна среќа.